Така се враќаме назад во отвореното студио на 1ТВ. Сега сме со гостин. Наш прв денешен гостин е Димитар Низамовски од Младинскиот образовен форум. Димитар, добар ден. Ти прв имаш таа чест да видиш во нашето украсено новогодишно студио. Добре дојде, прв пат си овде. Да. Така, ќе зборуваме како што најавивме и во претходните изданија за состојбите кои се случуваат во студентскиот живот, студентскиот стандард и сите оние актуелни работи, но за тоа подоцна. Да, пред да преидеме на муабетот, честа ти ја препушти тебе, бидејќи во првиот блок заборави често да ни ја препушти нам за новото украсено новогодишно студио, но пред да преидеме на разговорот, само да најавиме на гледачите дека нашите телефонски линии натаму остануваат отворени во текот на овој разговор и некаде кон крајот на овој блок ги очекуваме вашите коментари и мислења на темата која што ќе ја дебатираме, евентуално доколку имате прашања до нашиот гостин, но пред се би сакале да ги слушнеме вашите коментари и ставови на темата, конкретно на кога зборуваме за студентскиот стандард и за студентските протести кои што се одвиваат во Тетово, по примерот на протестите во Тирана, е со конкретни барања од страна на студентите. Мислам дека може да преидеме понатаму. Митар, ние воспоставивме една пракса на третирање студентски теми во овој блок од отвореното студио. Вие направивте, односно Младинскиот образовен форум направи едно истражување за студентската потрошувачка кошница и заокруживте бројка од околу 22.000 денари. Најпрви добар ден и благодарам за поканата и поздрав за гледачите на 1ТВ. Младинскиот образовен форум постојано следи состојбата со студентите и подобрување воопшто на квалитетот на високото образование и особено секако и на средното образование. Впрочем, целната група ни е и младите, односно работиме со средношколци и студенти и постојано се залагаме за подобрување на образовниот систем, но и воопшто студентскиот стандард и сите оние аспекти кои што осечнуваат животот на оваа категорија. Во однос на тоа како беше спроведено самото истражување и до кои заклучоци дојдовме, програмата за истражување, анализа и креирање на младински образовни политики, која што е една од 4 програми во Младинскиот образовен форум, во февруари и март оваа година излезе директно на терен и спроведе истражување во кое што беа опфатени околу 945 студенти од 5 државни универзитети и директно сакавме да поставиме прашања во однос на тоа на што најмногу ги трошат пари. Што се е пресметано во оваа студентска кошница? Точно, оваа потрошувачка кошница се поделени неколку категории, односно пред се влегуваат трошоците кои што се однесуваат на живот, на поврзани со самото студирање, понатаму за спорт, култура, сите оние нормални редовни трошоци, меѓутоа можеби низ призмата на студентите и дојдовме до едни, би рекол, фрапантни податоци кои што не баре стигнуваат и до просечната нето месечна плата. Прилично високи бројки од 22.000 и 21.000, но разликата кога станува збор за студенти со партиципација и кофинансирање е мала и покрај тоа што разликата во оваа сума на државните универзитети е од околу 100 евра, доколку не се лажам. На што се должи оваа мала разлика, бидејќи речиси иста е потрошувачката кошница кога погледнеме 21.410 на оние кои што студираат со партиципација и 22.400, тоа е околу 1000 денари. Точно. Разликата ете можеби е занемарлива, 1000 денари на таа сепак студентот најдобро се ја чувствува или ако не студентот директно можеби родителите или роднините, на кои што дојдовме до сознание дека всушност тие најмногу придонесуваат кон буџетот на студентите. Сепак можеби поголем дел од овие кои што се во онаа државна квота или со партиципација, почесто доаѓаат и до легла во студентските домови и можеби тоа е тука самата разлика каде што евентуално иако прилично мал процент од студентите живеат под кирил, под закуп во однос на становите, сепак можеби таа е онаа разлика која што малку и се чувствува во однос на малку дискриминаторска политика во тој однос дека предност имаат оние кои што се само со партиципација, односно оние кои што Па видете, и во пракса и во теорија студентските домови мора да бидат отворени и еднакви за сите студенти, односно без разлика дали студираат на државен универзитет, приватен или едноставно дали се со кофинансирање или пак со партиципација.
Колку е тешко партиципација. да си студент во оваа држава со оглед на висината на потрошувачката кошница на студентите? А малите можности за Во едно работа. 4-членно семејство во ваква состојба испаѓа дека едниот родител работи само за школувањето на Токму И така. прашање дали би можел да постигне. Точно, и дали бидејќи може- има граѓани кои не ни стигнуваат до оваа сума од 22.000. Земајќи и предвид условите доколку и двајцата родители работат. Значи, тука е еден цел сет на комплицирани вредности и прашања кои што се поврзани во целава оваа матрица, меѓутоа кога станува збор за тоа колку е тешко, јас би рекол дека е навистина тешко да се биде студент, и тоа од неколку аспекти. Пред се и од потребната реформа во образовниот систем, односно ни што поминуваат студентите во овие 3, 4 или 5 години од студирање, во однос на тоа што изучуваат и колку тоа реално се наоѓа понатаму за да ги задоволи потребите на пазарот на трудот, па се до овие секојдневни трошоци кои што ги имаат и кои што и тоа како го обременуваат студентскиот или пак семејниот буџет. И е навистина тешко затоа што пред се студентите треба да се фокусираат на учење, треба да се фокусираат на совладување на материјалот кој што им се задава, кој што честопати знае да биде висок и навистина да им бара време и енергија, а од друга страна има дел од нив кои што навистина и се обидуваат самостојно да покријат дел од своите трошоци преку сезонска работа, преку најчесто можеби се во угостителските дејности, затоа што тоа е можеби прилично полесно место за наоѓање и работодавците најверојатно ги земаат предвид овие услови кога работуваат студенти. Меѓутоа, за жал, најголемиот мала е бројката на тие кои што така го преживуваат месецот, да речеме, и оваа студентска кошница ја истрпува. Колкав е товарот, односно колку реално може да се исполнат сите барања и сите потреби на факултетот, доколку земеме предвид дека најголемиот број од студентите парите ги добиваат од своите родители. Колку имате ли сте дошли до податоци кои кажуваат на тоа дека одредени обврски не можеле да ги задоволат студентите на факултетите поради недостаток на средства? А не зборуваме за некоја сиромаштија, бидејќи зборуваме за превисоки трошоци пред се претпоставува. Да. Се чувствува најмногу во однос на, иако тоа зависи од професор до професор, меѓутоа, знаете, оние оригинални изданија на учебниците, на помагалата кои што се користат во изведувањето на наставата, тие чинат пари. И голем дел од самите професори тоа и го бараат од студентите, односно да купат. Како услов за оценка? Точно, што според мене и верувам дека и останатите, но и според наодите на Младински образовен форум е една и од основите за корупција, каде што вие имате професор кој што го принудува студентот да ја купи книгата по цена на тоа да го положи предметот, односно да му даде воопшто услов за да може за да го полага. И тие се едните од големите трошоци кои денеска протестираат, што се однесува до пристапот до вработување. Дали мислите дека лесно е еден студент кога ќе го заврши своето образование да се вработи, па и да кажеме дека би можел за неколку години и да ги врати овие вложени средства, бидејќи ќе поврзам темата и во контекст на иселувањето, кој е страшен проблем, бидејќи младите сега имаат амбиција да заминат. Така што, какви се вашите ставови за овој феномен? Прилично тешко е да се најде веднаш работа по завршувањето на студиите. Тоа се случува, овој тренд се случува години и години наназад, при што младите студенти кои што завршуваат и излегуваат од овие клупи, се уште ги немаат можеби оние потребни практични вештини кои што навистина се бараат. Еве, кога јас лично би се навратил на своите денови на студирање, можеби бевме заглавени во оние книги, во онаа теорија која што се бараше за да се положи предметот, меѓутоа не секогаш тие реално и соодветствуваат со потребите на пазарот на трудот и работодавците тоа и го препознаваат и го бараат. Од една страна бараат искуство кое што младите и го немаат, особено ако се земе предвид дека до вчера што се вели и студирала, или пак едноставно не е возможно да се најде работа која што со овие и да биде добро платена на почетокот, да земеме некоја просечна нето плата, ќе треба време за да се покријат сите оние трошоци кои што биле направени во текот на студирањето.
и едноставно потребен е подолг временски период ако воопшто и се најде веднаш работа. Од друга страна, голем дел пак од студентите и по завршувањето на првиот циклус, токму поради тоа што не можат во моментот, не гледаат перспектива да најдат работа, се запишуваат и на втор, запишуваат и на трет циклус на студии или вршат некако вид на доквалификација, кој што само го пролонгира целиот процес на изучување, на студирање, без при тоа реално да се сретнат со проблемите кои што би се нашли на нови трошоци, работното место. Кои што зборуваме дека се огромни, но колку имате ли некаква анализа колку нови вкупни трошоци нова студентска кошничка како што ја нарекуваме, дополнително би била можеби пониска доколку се изземат оние безброј административни такси, уплатници кои што може веќе да се платат и онлайн, но моите информации велат дека голем број од факултетите дури ги одбиваат онлайн уплатниците и бараат тоа да биде уплатено на лист вака во поштата која што е до факултетот и слично. И каде вие како Младински образовен форум го гледате решението за надминување на овие состојби? Што е она што прво треба државата да го направи за да дали стипендиите се доволни за да може да се помогне и колку тие ги покриваат и задоволуваат овие потреби? Ајде вака, ред со ред, можеби проблем на воопшто на ниво на државната администрација е тоа што во време на ваков технолошки развој, каде што интернетот зазема се повеќе време и место во нашите животи, можеби се сретнуваме со дел од администрацијата која што можеби се во поодминати години и се уште веруваат дека е потребно да им доставите документ или некаков прилог во хартиена форма и се уште се соочуваме со проблемот каде што онлайн формулар или електронски запис од нешто се уште не се признава или се бара дополнување и во хартиена форма. А самите тие провизии се многу помали доколку се извршат онлайн. Непостоечки се онлайн, или се нема провизии, токму така. Сега проблемот е тука што се трошат дополнителни средства за фотокопирање или пак за приложување на овие административни такси. И тука е еден од проблемите каде што ако сакаме ние навистина да се движиме кон едината, мора и ќе се намали воопшто генерално земено трошокот на студентот. Понатаму, видете, партиципацијата е исто така прилично голема. Можеби ако земеме и дел од западноевропските образовни системи, таму пак на државните или премала во однос на месечниот нето приход или пак воопшто и не постои. Што значи дека доколку и целосно се иземат, тоа е можеби, не знам, утопистички пристап кон себе ова каде што образованието би било целосно бесплатно, тогаш навистина ќе се почувствува таа разлика. Значи би ја навел и партиципацијата како таква, која што би придонела на крајот на денот и иако овие може да се распределат и на рати или може би се поврзани со семестрите, меѓутоа кога ќе се распредели на 12 месеци, значително ќе влие на овие 21-22.000 денари да се намалат. Стипендиите кои што им се нудат во овој момент на студентите, дали тие се доволни за да може да се покрие оваа потрошувачка кошница? Всушност и пристапот до стипендии, дали мислите дека е селективен? Точно. Пристапот треба да биде фер, треба да биде еднаков и транспарентен за сите оние кои што ги исполнуваат условите. И дури кога би допреле до оној мал број, знаете, тоа се селектирани луѓе во однос на оној академски успех кој што го покажуваат и не сите имаат пристап до овие студентски стипендии или воопшто и за во средно училиште, меѓутоа сами по себе не се доволно. Знаете, во овие години кога личноста се развива и кога е потребно пред се и културолошки развој, и забава, и спорт, и рекреација, кои што увидовме дека во овие трошоци тие, за жал, студентите и најмалку учествуваат во тие трошоци, односно... да подсетиме дека плаќаат за такви активности во рамки на оние трошоци кои пред малку ги споменав. А кои се од друга страна пак услугите и условите кои што им се нудат, или се незначителни или пак се непостоечки. И сега во овие години стипендиите навистина би било добро доколку се покачат, затоа што ќе им го олеснат животот на студентите и нивните семејства. Особено за тоа што овие
покрај овие години, покрај самото учење, треба да бидат исполнети со забава, со рекреација, која што е важен дел во градењето на личноста, а тие за жал најмалку и трошат на тие пари, односно ги пренаменуваат средствата за другите потреби, пред се за храна, за трошоци за факултетот, кои што и странични вештини кои ги споменавме. Точно, во контекст на тоа Младинскиот образовен форум организира и дебатно првенство. Да ни кажеш малку повеќе за првенството и зошто мислиш дека е ова потребно за студентите во контекст на тоа дека во моментов и сме можеби помалку едно политички поделено општество кое можеби веќе е изгубило смислата за дебатирање или за разменување на ставови. Во моментов некако се што можеме да видиме и слушнеме се работи само за меѓусебни обвинувања без аргументирана расправа. Мислите ли дека ова е еден суштински важен дел за образованието, меѓутоа и зона што и ти го спомена за градењето на личноста и на карактерот? Да. Во основите на Младинскиот образовен форум лежи дебатата, лежи критичкото размислување, способноста да се изгради аргумент и никогаш да не се напаја личноста, туку да се побиваат или одбиваат неговите тврдења или незините аргументи, се едно. Дебатната програма, која што е една од 4 програми кои што функционираат во рамките на МОФ, е всушност насочена кон развој на самата критичка мисла и учење за она како треба да се одвива една дебата, една дискусија, без разлика дали станува збор за јавен настап, за дел од општествениот или политичкиот дискурс или едноставно кога општите и комуницирате со вашите врсници. И токму тоа се обидуваме да им го пренесеме на нашите членови на дебатните клубови, кои што се пред се средношколци и тие ги учат основите на дебатата благодарение на предавачите од МОФ, кои што се младински обучувачи или тренери, и тие се пред се студенти кои што имаат поминато низ вакви обуки, вакви тренинзи или вакви клубови и се трудиме да има една врсничка едукација каде што од постарите или поискусните дебатни тренери и предавачи ќе им предаваат на новите генерации да видат како всушност треба да изгледа една цивилизирана дискусија или дебата. Треба ли многу да се работи со нив? Каква е, колку се нивните познавања за дебатата како таква и колку знаат всушност да судрат аргументи меѓу себе? Оние што доаѓаат процес потврла да го наметне ова што ви го зборувавте аргументирана дебата. Токму така. И една од стратешките определби на МОФ како таква е всушност да се врати или да се воведе воопшто дебатата барем во формалното образование. Односно, ако нема предмет, како што тоа и може да се види во западните демократии, едноставно да биде проектна активност или вонучилишна активност на која што би можеле да се пријават сите оние заинтересирани. И во овој момент ние се обидуваме да ги задоволиме тие потреби и барања, за да видат како всушност треба да се однесуваат утре во јавност или кога ќе станува збор за дебатирање на определена теза или пак тема. Она што тие го гледаат, особено благодарение на медиумите и каде што се презентираат како во моментот нашите политичари дебатираат или се расправаат меѓусебно или не дебатираат, можеби како подобар и посоодветен избор на зборови, е всушност и така како да се влие на нивната критичка мисла и да знаат тие утре како да се постават, без разлика на кое општествено скалило или каде би се завршиле, без разлика што и да би студирали или работеле. И токму во оваа насока организираме дебатно првенство за почетници, на кое што дебатни суди ќе бидат овие млади студенти кои што ќе им ги оценуваат вештините за дебатирање и аргументирање на самите средношколци. Имено поставена и тезата како таква која што секогаш гледаме да биде во однос на политичкиот контекст, да соодветствува со актуелните теми или случувања. Па така оваа година главната теза на националното дебатно првенство кое што ќе се одржи овој викенд е дека овој дом предпочита технократска автократија пред популистичка демократија. И пред да се пристапи кон самите дебатирања, кон самите рунди каде што тие ќе се надпреваруваат меѓусебно, има серија на интензивни подготовки каде што се
разделуваат сите поими, се соопштуваат сите термини, се расчистуваат сите правци и идеологии со цел да добијат еден целосен спектар на познавања за кои што понатаму ќе дебатираат на самиот турнир. И како изгледа форматот на овој дебатно првенство? Подоцна како се одвива, во колку фази, доколку може тоа да ни објасни? Да, токму така, овој формат е World Schools Debate или World Schools формат кој што се имплементира низ Западна Европа и кој што почнавме и ние како МОВ да го имплементираме последниве 2 или 3 години, ако не се лажам, претходно дебатиравме во Карл Попер, каде што имаме тимови составени од тројца дебатери и кои што си имаат определено време во однос на нивните излагања и имаме еден афирмативен тим или афирмација кој што всушност ја поддржува зададената теза, имаме еден негацијски тим кој што ги соопштува контрааргументите или зошто тоа би требало или не би требало да се случи или поддржи, при што имаме еден говорник, секогаш почнува пропозицијата или она афирмација, потоа следува еден говорник од негацијски и така се додека не се исполнат тројцата говорници, при што на крај има по еден говорник од двата тима кој што ја сумира воглавно самата дебата и ги презентира и ги заклучува сите оние главни стакнати поенти во текот на дебата. Младинскиот образовен форум има и програма за обука на професори, научиме право, може би сте по тоа и најпретпознатливи. Зошто сметавте дека е тоа важно, бидејќи се организира и во средните училишта, ако не се лажам? Токму така. Од оваа година, на наше големо задоволство и ова нека биде еден апел до професорите, до администрацијата на самите училишта, дека МОВ како таков секогаш е отворен за соработка со училиштата и професорите, секогаш имајќи го на ум доброто на средношколците, односно нивниот развој и нивното надградување на вештините и капацитетите. И ние, веќе од 99-та година, значи 19 години, работиме на полето на неформалното образование, каде што токму преку потреба на различни интерактивни методи и техники на предавање, врсничка едукација, се обидуваме да пренесеме дел од познавањето од областа на правото или дебатата кон самите ученици, при што сакавме да им помогнеме на самите наставници да им се зајакнат нивните капацитети, да се надградат малку, да се... Како реагира наставниците на оваа идеја? Па одлично. Значи дел од тие методи и обуки кои што ги поминаа, увидовме дека всушност и самите тие ги употребуваат за време на наставата, меѓутоа постојат определени разлики, тие се сепак ограничени во однос на простор и време, односно 45 минути во една училница со 30 на средношколци, за разлика од тоа кај нас во нашите младински клубови ние имаме можеби до 2 часа време за вежба, за дискусија, за предавање на определени теми, меѓутоа прилично добро го прифатија се во и се надевам дека малку ги поттикнавме и инспириравме да ги користат и овие формални и неформални техники и методи на предавање и интеракција со во таа насока. Дали сметате дека е нужно, можеби не како младински образовен форум, но ти лично дали сметаш дека е нужно од промена на форматот на образовниот формат во основните и во средните училишта, бидејќи сепак зборуваме за час од 45 минути во училница со 40, колку тој систем е продуктивен во денешно време во 21 век? Па, земете Финска, која што има еден од најдобрите образовни системи во светот, според мене, кои што веќе одамна ги напуштија овие класични или традиционални начини на предавање и одржување на самата настава, каде што нивните ученици седат на земја, нема класични училници, односно се отворени, се води преку вежба, преку игри и преку дискусија. И мислам дека тој начин е многу посоодветен, и навистина повеќе би придонел кон развој на младиот човек, особено затоа што кога ќе се навратам јас лично се соочивме со огромен број на факти и податоци кои што денеска и навистина не би ни биле потребни, за разлика од тоа да увидиме како е потребно да се размислува, како е потребно да изнаоѓаме решенија на определени проблеми и за ова е потребна пред се огромна политичка волја, односно без разлика збор за еден крупен зафат. Дефинитивно. Темелно апсолутно мора да најде поддршка, значи од власта преку Министерството, Бирото за развој на образование,
сите оние засегнати страни на крајот на денот, училиштата, самите наставници. Вие постојано контактирате со институциите. Дали некогаш овој предлог бил ставен на маса или евентуално можеби се разговарало без никакви конкретни планови, но дали каква е перцепцијата и како ги прифаќаат овие идеи? Так, на наше големо задоволство МОВ беше вклучен во една од работните групи за ревизија на граѓанското образование во 8 и во 9 одделение кое што се имавте многу работа. Токму така во основното образование и позитивен исход од сето ова е што успеавме да се направат дел од оние препораки, насоки кои што ние од секојдневната работа сме ги заклучиле и веќе се работи на тоа, така што самите наставници во 8 и во 9 одделение веќе ги применуваат овие методи и самата содржина, односно курикулумот е променет, при што се надевам дека ќе најде на добар фидбек или ќе има добра повратна информација од самите ученици и од наставниците, па се надеваме дека овој тренд ќе продолжи понатаму за средното образование, каде што и таму се навистина потребни реформи. Димитар, денеска тетовските студенти протестираат, односно маршираат од 3 универзитети, од градскиот плоштад во Тетово, велат дека се инспирирани од албанските студенти. Имаат една листа од 13 барања и морам да кажам прилично изгледа, целата кога ќе прочитате, изгледа како да е борба за ослободување од политиката во образованието. Има барања за кои што се зборувало досега, но не толку гласно, можеби биле повеќе, да речеме, меѓународски. Например, она за непотизмот, она за задолжителното. И за сексуалните барања, тоа се едни табу теми, ако можеме да ги наречеме, кои што досега никој не се осудил да ги стави на хартија и да ги побара. А сите студенти постојано зборуваат за истите, меѓутоа првпат се вклучени во еден ваков формат на барање. Ви мириса ли ова на некоја посилна студентска револуција, ако можеме така да речеме, или она што беше студентскиот пленум кај нас пред некоја година, дали е можно повторно будење на студентите? Во поголем обем. Се надавам. Мојот личен став, верувам дека и она што ние како МОВ се залагаме е будно следење на потребите на студентите, подобрување на нивниот живот, на стандардот и на крајот на денот една севкупна реформа во високото образование. И студентите се една мощна специфична категорија на граѓани, каде што се уште се толку искрени во намерите и се надеваме дека ќе продолжи онаа борба за подобра иднина и за демократизација на целиот процес, без разлика дали би било тоа студентското учество, нивното организирање во рамките на собранијата, во рамките на факултетите и универзитетите, или едноставно да се борат за подобар и поквалитетен животен стандард. И да, најверојатно ова е проблем кој што се превејува и низ сите земји од Западен Балкан. И еве ако во Албанија започна од неодамна се ова и се претпоставуваше дека може да инспирира и други вакви движења во регионот, со тоа што идејата на она што беше студентскиот пленум како таков не верувам дека е згасната. Може би се променија. Но барањата не се исполнети, а активностите не се како што беа претходно. Односно никаде немаме активности на студентски пленум. Точно, да. Може би има некоја тивка форма на лобирање, може би се готви нешто, не знаеме, допрва ќе видиме. Се надевам дека идејата нема да згасне и дека студентите понатаму ќе се борат за своите права. 15 барања со кои што ги бараат студентите од Тетово се истите проблеми со кои што се соочуваат и студентите на УКИМ горе-долу. Дефинитивно. Ова е проблем, како што нагласи, најверојатно во целиот регион, па така и во Република Македонија, со оглед на тоа што дел од овие барања никогаш не е биле ни воопшто адресирани или пак едноставно се работи за процес на кој што се уште ги немаме. Перцепција, мислите ли дека студентите досега тивко се бореа против корупцијата, непотизмот, дури и сексуалното вознемирување, или мислите дека воопшто и немало отпор од страна на студентите? Па тоа е, можеби сите овие форми на корупција, на непотизам се еден вид јавна тајна, ако може така и да ја кажам, односно сите се свесни дека се случуваат, сите знаат кои се чекорите против или би требало да бидат свесни, но за жал многу малку или ретко истакнуваат храбри поединци или студенти кои што би се јавиле во сево ова за да се спротистават на сите овие форми на корупција или пак непотизам, но ете, доколку навистина е
потешко да се направи на индивидуално ниво, како еден студент, тогаш ваквите движења се одлична соодветна платформа или евентуално движење кога е ваква неформална група за да се постигне некако видна промена во општеството. Организирањето во поголеми групи и студентското организирање е важно во смисла на тоа дека би можело да ги оствари правата на студентите. Да, апсолутно. Секогаш кога имаме поголем број на студенти, поголем број на факултети и универзитети, самиот јавен притисок е поголем. А каде спласна идејата за функционален студентски парламент? Бидејќи тоа беше едно од клучните барања кое што е се уште нереализирано и всушност и неговата форма и статус и делување не се уште утврдени и тоа остана да виси оваа година. Што сметам лично дека би им придонело многу на студентите доколку го имаат како тело каде што ќе може да се обратат. Токму така. Кога се креираше законското решение за високото образование, односно кога се правеше ревизијата на претходниот кој што веќе помина, токму тука се зема предлог сите оние модели кои што беа предложувани од страна на студентскиот пленум, од страна на професорскиот пленум и сите студентски организации воопшто студентите како поединци во ова општество и дел од нив и беа имплементирани и се направи, се конструира едно такво решение кое што за жал денес е закрчено во собраниската процедура. Односно, универзитетот, кога ќе го усогласи својот статут со законското решение, понатаму ќе повлече еден домино ефект и кон самите статути на факултетите, за тој да биде унифициран и за да може да се премине кон студентското организирање, да се распишат студентски избори, понатаму да... И да се избегне ситуацијата како од пред 2 години, доколку не се лажам, беше со определењето на кутиите и гласовите. Тој Кобен 30 јуни 2016 на кој што и ние поединечно и како МОВ излеговме на терен директно да ги мониторираме студентските избори. Тоа беше една црна дамка во македонската историја. Практично политичката состојба се преслика во студентските на факултетите. Токму така. За жал се случи тоа и мораше дури ЕБР да интервенира вечерта и кога настана всушност хаосот и кога ЕБР тепаше студентите. Верувате дека следните студентски избори ќе поминат во подобра атмосфера, да кажам демократска. Искрено се надувам. Реформирани. Да, и тука се неколку фактори во игра. Можеби целата политичка клима е променета, понатаму самите студенти се веќе многу поосвестени. И токму нивното делување во вакви неформални мрежи и групи, но и нивното можеби формално делување преку различни организации и студентски парламенти, ја покрена нивната свест и тие се постојано будни и следат што се случува. Понатаму можеби ќе најдат на поддршка и кај сите оние кои што не се директно застегнати од високото образование, родителите, останатите граѓани и токму тука масовноста. И идните студенти. Ете така, па дури седношколците и сите оние нивни роднини и пријатели кои што би излегле на улица и за да се засили овој јавен притисок, се надеваме дека би придонело за еден целосно нов или позитивен амбиент, на кој што на крајот на денот голема улога ќе има и самото демократско спроведување на студентските избори, кои што се надевам дека во нареднава година ќе се случи. За крај, само што да споменеме кои се другите активности на Младинскиот образовен форум, на што друго работите во моментов? Па декември е прилично тежок или да кажам зафатен период, најверојатно можеби за целото граѓанско општество во Македонија. Меѓутоа, еве, сега пред нас го имаме националното дебатно првенство, понатаму организираме посета на градот Скопје како општина, посета на основниот суд, кој што го имаме пред нас. Секако организираме и една конференција за демократското организирање во високото образование, која што баш ќе се случи овој петок и кој што ќе ги разгледа дел од формите и видовите како студентите подобро и посилно да ги застапуваат и остваруваат своите права во однос на самиот универзитет. Ова ќе биде на вистина исполнет период, додека да земеме здив за време на самите новогодишни празници, за до година повторно да бидеме директно вклучено, така. Токму така. Димитар, ти благодарам за денешното гостување и за овие исцрпни одговори. Мислам дека опфативме повеќе теми од студентскиот живот и благодарам уште еднаш. Благодарам за поканата.
Почитувани гледачи, колегата Александар Петрески веќе е спремен на својата позиција и веќе се подготвени најновите информации, се она што се случуваше во денот. Александар, добар ден. По кратката пауза од ова студио 1 се префрламе во студиото за вести. Токму така, време е да ги